Бугарското МНР ниту потврдува, ниту демантира дека Захариева од Османи побарала Македонија и Бугарија да потпишат нов договор налик на Преспанскиот во кој ќе се имплементираат барањата на Софија за македонскиот идентитет. Иван Димов, советник во кабинетот на шефицата на бугарската дипломатија, за Алфа вели дека нема да ги коментираат изјавите на Мицкоски дека на средбата во Софија минатата недела од бугарска страна било побарано нивните ставови преку амандмани да станат дел од нашиот устав. Лидерот на ВМРО ДПМН претходно го повика Османи да даде објаснување дали вакво нешто му било посочено на средбата во петокот. Да го прашаме министерот за надворешни работи господинот Бујар Османи дали е точно дека барањето од страна на неговата колешка било да практично се потпише нов договор кој што ќе биде сличен на Преспанскиот со уставни измени, каде што ќе се дефинира постоењето на македонската нација и јазик од 45-та наваму, а пред 45-та нешто друго, дека сме били. Еве, да го прашаме дали ова точно и дека тоа е условот за понатамошно продолжување на преговорите со Европската унија. Ставовите на Софија во меморандумот со кој меѓу другото се оспаруваат македонскиот јазик и нација до 45-та, како што вели Мицкоски, се резултат на ветувањата кои Заев им ги дал на нашите соседи уште пред изборите во 2016-та. Мене ми е кажано од високи политички представници од страна на бугарската држава дека ова од страна на Зоран Заев е ветувано. Уште во 2016 година дека ќе биде испорачено. Еве јас ви ветуваше дека ќе постигне договор и постигна договор. И онаа приказка. Не, јас ви зборувам за овие детали кои што се денеска дел од меморандумот. Ја не зборувам за договорот. Договорот 95% го дефинираше на друга влада, владата на ВМРО ДПМН. Османи одговори преку Фејсбук, тврди дека немало нов договор, а посетата на Софија била позитивна. Нема нов договор, туку има засилување на меѓусебната комуникација на повеќе нивоа. При тоа отворено разговараме за сите прашања кои произлегуваат од договорот за пријателство. Ги преземаме сите чекори за да им обезбедиме на комисиите непречена работа, зашто испративме јавна благодарност за нивниот досегашен резултат, како и охрабрување и интензивирање на нивната работа. Заев пак без конкретен одговор дали постои барање од Софија за нови уставни измени. Не сакал да му наштети на процесот, но владата правела се за заштита на нашите интереси, но водела сметка и за бугарските. Одговорни сме, сакаме договори, земјата да не оди напред и верувам дека ги даваме сите максимални напори, посветеност, позитивни аспирации наши, внимание, пријателство, дух за да ги постигнеме договорите, секако она која што е исто така најважно за сите нас да ги заштитиме максимално и нашите интереси, но водејќи грижа и за интересите на бугарската страна. Захариева минатата недела ни порача дека Македонија мора да се согласи на нов национален идентитет врз основа на историската реалност.